Противпожарната единица во Свети Николај наскоро ќе има своји нови простории по сите стандарди. Денеска е поставен темелот со што е означен и почетокот за изградба на нова зграда. Вредноста на градежните активности е во износ од $450,000, а паричните средства се добиени како грант од Американската амбасада и инженерската команда на морнаричките сили на САД. Согласно проектот, Свети Николе за скоро време ќе добие најсовремена противпожарна станица во државата, согласно сите светски стандарди. Денеска присутниот на овој момент министерот за транспорт и врски Благој Бочварски верува дека новиот објект ќе донесе и нов квалитет во работата. Потребата за современ, модернизиран и рационален објект е услов кој треба да одговори на сите поставени функционални барања на пожарникарската дејност. Оваа модерна зграда ќе го обезбеди токму тоа. Свети Николе добива нова противпожарна станица, изградена согласно меѓународните стандарди за оваа намена. Пламеногасачите во Свети Николе имаат и други исто така големи проблеми, за кои решение има. А ние немаме доволно возило и добри возила за да испаднеме на терен, меѓутоа со тоа што имаме комбинираме, правиме, позимуваме на заем од доброволното друштво, од комуналното, опремата и возилата се по никакви стандарди, значи се случува возило, појде на пожар, застане, ќе мора да тражиме мајстор да го прави тоа возило, друго возило да тражиме. Во тек е набавка на 2 противпожарни возила за припадниците на ТПП Свети Николе, исто така донации од збратимената општина Пуцонци од Република Словенија и едно од Велика Британија. Со набавката на овие возила, со комплетна придружна опрема, ќе придонесеме за подобрување на условите за работа на вработените во ТПП Свети Николе и подобро справување со пожари и други елементарни непогоди на териториите на општините Свети Николе и Лозово. Во територијалната противпожарна единица во Свети Николе работат 16 пожарникари. Изградбата на новата зграда заедно со планираниот тренинг центар за нив ќе значи почеток на една нова фаза од работењето на единицата. Многу значи, во секој случај, со оглед на тоа дека колегите 40 години имат работено во неповолни услови. Работата ќе во секој случај ќе биде на повисоко ниво, ќе има тренинг центар, ќе може да се вежба, да се тренира. Во секој случај ќе биде поефикасно. Ова значи поефикасност во извршување на нашите работни обврски, поефективно излавање на терен. Почетокот од изградбата на овој објект е само еден од повеќето кои во овој момент се случуваат во градот. Во моментов темелно се реновира средното училиште Кочо Рацин со интернатот, се гради социјална зграда и се реновираат делови од детската градинка Рахилка Гонева.